Колку пострашна, толку поуспешна маска. Вакво е правилото за страчинарските игри во Мокриево. Секоја година на Василица тука се собираат голем број маскирани лица, но главни се страчинарите кои според преданијата шетале по куќите и собирале храна за сиромашните и немокните. Нашата маска представува сега да се изразам така на диалект странчинар, обичен мокриевски странчинар. Тоа носи влече корени уште од паганско време. Нашите дедовци, прадедовци исто така се маскирале. Па ние до ден денеска ја одржуваме оваа традиција и се надевам нема да замре. Учесниците велат дека овој е период на многу карневали и слични манифестации, па буквално во јануари и февруари живеат под маска. Страчинари, страшни митолошки суштества, но и русали се дел од годинешните страчинарски игри во село Мокриево. Страчинарските игри се обновени од 2006 година. Таа е стара традиција која нашите предци ја оставиле и од колено на колено ја пренесуваат на новите генерации. И еве се гордеам што тука сме денес собрани. Имаме од село Мокриево голем дел луѓе кои се под маски, имаме гости од Прилеп, имаме и гости од соседна Бугарија, од Петрич. Идејата е да се дружиме, да се сплотуваме на првиот ден од православна нова година и сметам дека треба да ја негуваме нашата традиција и да продолжиме така. Освен игрите, на Василица се почитува и обичајот пиење греена ракија од звонците на страчинарите. Имало некој детенце со говорна мана и оно е сакало да се направи од тај систем да биде и оно сурвар, ама од страх и од тоа не и од говорната мана било е секој пат на страна. И некој му дава ракија да се напие од тие звонци, тие се звонци со долги години, и му дава од тие звонци, после неколку време детето почнува да си говори нормално, да се зборе и така да ден денеска ние тоа го негуваме. А имаме веќе за тие 3-14 години колку сме веќе со таа културна манифестација, веќе имаме многу пофалби и многу сме спонзорирани. Денеска ракијата што ја правевме во звон е спонзорирана од луѓе што виделе аир од тие звонци. Годинава се сварија околу 80 килограми качама, ки се приготвија исто толку килограми домашни колбаси. Традиционален ручек кој се дели на присутните по завршувањето на настапот на маскираните групи.